Порените дождови ја преполнија и се излеа Кочанска река. Од големите количини на вода поплавени се стотици хектари ниви. Заробени под вода останаа неожнеаните површини со ориз, а во Облешево 9 куќи повеќе од 24 часа се под вода. Најпогодено е семејството Атанасови, кои буквално водата ги зароби и не можеа да излезат од својот дом. Савајле у 6 сато гледаме водата на иде и јас викам спасе, не можеме да излеземе, викам. Водата излезена и до тераста само застанаа. Имате ли доволно намирници за овие? Немаме ништо. Немаме намирници, не спремаме, не мислеме това да нападне нас. Немаме ништо. Главно се тука се поплавува овоме. А што е се поплавено? Па има доста поплавено. Ние имаме 200 декара јачмиње поплавено. Поплавено. Последиците од временската непогода ќе биде далеку помало доколку беа исчистени од водните канали, тврдат жителите. Тоа е резултат на она што го зборевме цело време, дека каналите треба да бидат чистени, дека водата ќе дојде со само поголеми обилни врлежи на дошки, имаме поплави. Пред 3 дена имавме информација од директорот и ја слушнавме дека се е под контрола. Очигледно ништо не е под контрола. Водата оштети дел од механизацијата, собраното жито и ориз, а последици има и по објектите. И од Савајле веќе имавме вадење на складиштен на ориз кој беше складиштен и таму имаше шанса да се поплави, веќе го транспортиравме со камиони и со други возила за да може да се поплави. Така да овој дел каде што има поплавено и подрум има и површини, односно магацини кои се со житарици. Во овој момент проблемот се уште е актуелен, иако водата покажува знаци на повлекување. Штетите доправа ќе се сумираат, но оштетените ќе бараат компензација. Ние како жители ќе бараме одговорност, кажавме, и од општината ќе бараме и од сите да може да ни се некој надокнаде ова штета, меѓутоа ќе бараме пред се да се ова регулира и да се направи такво нешто што не може веќе од назад на годините да можеме да имаме поплави. Освен во Облешево, штети има и помеѓу селата Бања и Спанчево, каде исто така поради оштетување на одводен канал, неожнеани ќе останат на 10 хектари ориз.